Скреба. Да. Нема да ми верувате, но се прашувам каква врска има реченицата од народ за народ со билката скреба. Ке речете никаква. Баш тоа одам да го истражам. Ова е скреба или бела лоза. Слично е на повитот, само со помали димензии. Денеска ќе ви ја раскажам приказната за скребатно. За селото под убавата планина Самарница, во која некогаш животот бил исполнет со мангари, везени кошули, тулбени, и за жал денес се само спомени од минатото. Легендата раскажува дека селаните на почетокот сакале црквата да ја изградат поблиску до селото. 3 пати почнувале, но зиданото некој навечер го уривал, а алатите на мајсторите ги преместувал повисоко на местото каде што денеска се наоѓа црквата. Тогаш некој се сетил и рекол дека треба да се исполни желбата на Богородица и црквата посветена на неа да се изгради повисоко меѓу столетните дабља, меѓу прекрасните ливади кај студена и бистра вода. Сложните селани од Скребатно, од црковниот атар, направија вистински излетнички рај. Низ ливадите и шумите денес уредени терени за фудбал, кошарка, тенис. Некогаш во старо време, некој овчар, заедно со своето стадо, бил зафатен од големо невреме. Се помолил на Богородица да го спаси. Тој ветил дека ако биде спасен, ќе дарува секоја година по 3 овци. И така се создала уште една традиција на празникот на Успение на Пресвета Богородица. Во манастирот се одржува голем народен собор, каде што се дели благословен ручек. Тогаш тука доаѓаат сите, и местното население, и печалбарите, и туристи. Гостите се поседнати на лединката до црквата, сите со земјени бањци и дрвени лажици. Младите луѓе послужуваат, првин со манастирска ракија, а потоа и со ручек, гулаш од јагнешко месо. Црквата на овој ден спрема ручек за повеќе од 5000 гости. Дојдете во Скребатно. Овде ви е приготвено се. Од народ за народ. Ова моја чудесна земја.